Почитувани гледачи, 180 со нова епизода. Нови надпреварувачи, нов предизвик пред нив. Денеска на репертуарот е стрес тест. Дали се спремни, ќе видиме. Бидете со нас, следете епизодата, ви најавуваме интересна содржина. Здраво, Сара. Здраво. Добре, ми се допаѓа, насмеана, не те уплаши тоа стрес тест. Ана, Емилија, Дејан и Марија. Полна кујна, полупрофесионални готвачи. Пред вас е предизвикот, предпоставувате за што се работи. Дали ве интересира што ќе биде тестот? Па не. Денеска сакам да изгледате како тим. Пред вас е тест, дали тимот ќе го помине тој тест, дали ќе функционирате како тим во кујната или ќе функционирате како дисхармоничен оркестар. Значи, Спремна за нова емисија, за ново јадење. Денеска подготвени, спремни, мислам дека ќе направиме добро јадење. Па денеска можеби јас би сакала нешто сосесто така да правам, ама нешто што нетрадиционално, нешто така ново, свежо. Па некој сос да се крчка. Ја трет пат барам сос, нешто да фршти од сите страни, ни лажица, ама не знам. Искрено не знам зашто сум спремна, ама што и да е, се надевам дека ќе е нешто што добро ќе ми тргне. Од денеска сум расположена за некое комплицирано јадење. Значи, од сабајле правев дома некои комплицирани јадења што мене ми се свиѓаат. Сега сакам нешто и тука да направам, пошто дома многу ми обендиса. Правев пилешко во сосот праски и деца да ми го обожаваат. Мислам дека и нешто тука така покомплицирано треба да направиме. виенска шницла. Или, по скопски, бечка. По сите менија е како бечка. Дали сте правеле? Добро. 45 минути. Бечка шницла. 3 додатока, од кои што двата традиционални во Виена, компир салата и мармалад од брусница, како сакате наречете го, како ќе го направите, ќе видиме. И наше од домаќинето тартар сос се служи со бечката, сакам и тој да го имаме, кој ќе одлучи да користи тартар, на негово право е, значи воопшто нема да влијае и да има огромен удел во финалната оценка. Битно е да се водите според тоа, бечката шницла е на вас, додатоците ги прави тимот. 45 минути го оценуваме по вкус, хигиена, организација, нормална екзекуција и денеска го оценуваме и како тим. Одберете тим лидер. Мојата денешна жири комисија ќе разговара со тим лидерот, кој што тим лидер би требало да стои позади квалитетот на производите што ќе бидат принесени пред стручната жири комисија, која што накратко ќе ја најавам, се работи за многу сериозна комисија како и секогаш и очекуваме супер креации. Сите сме конкуренти, ама сите се поддржаваме, сите се бодриме. Посебно кога треба да се организираме за доаѓање во емисија, зависно од обврски, можеме си помагаме, некој ќе отстапи место на некој може, значи едно прекрасно дружење пред се меѓу сите нас, а после тоа и со судиите и со менторите и се. И да не забораваме да ги споменеме нашите драги спонзори. Би ве прашал најпрво како сте задоволни од садовите на братство. Дали добро не служат ни со вие колку веќе 30 епизоди речиси. Значи, компанија Братство, голем поздрав. Халк банка да ја поздравиме, банка што се грижи за нас. Се надевам сите имате сметки у Халк. Ако немате ќе ги отвориме. Компанија Рамстор навремено секојдневно не снабдува со супер производи. Президент е тука со едни од најквалитетните млечни производи. Јас мислам дека веќе се навикнавме и уживаме во нив. Понатаму да не заборавам да споменам витаминка и можеме да почнеме. Мислам дека ми оди солидно, не знам, некако стално се погодувам исти луѓе во група, така што со еден сличен круг на луѓе комуницирам постално, за разлика од некои од луѓето со кои што се неам сретната за сега, но сите се супер и сите одлично комуницираат и има тимска игра. И пред да ги најавам
денешните ментори, жири комисијата, сакам да се заблагодарам на компанија Макпетрол, што обезбеди една супер награда за победникот. Да ве потсетам, победникот се заминува со 1 милион денари. Сега, жири комисијата е составена од двајца експерти во областа. Еден од експертите, не случајно, именјак на нашиот најстрог судија до сега во 180 степени, се работи за наш драг пријател, голем пријател Невџе кулинарското училиште, човек кој што веќе имаме одржано преку 5 мастер класа и несебично го споделува знаењето, Златко Пековски. Исто така, до него голем познавач на речиси сите интернационални кујни, хедониста, уживател и човек кој што работи во гостителството долги години на менаџерски позиции, Кастриот Пашоле. Веќе влегуваме во фаза кај што пропусти се помалце би требало да има, веќе ви дозволуваме тимска игра, така? 45 минути имате, сосема доволно. Телешката шницла се пржи минута до 2. Почувајте. Сега. Дечки, ајде. Ајде. Значи, ема брусницата, ќе направиш джемот, деки краставички и све што ми треба за тартар сосот, а не компирите ќе ги подготвиш за салатата, кромиче, маконовче ќе сецкаме сите. Да, и лимончињата ги направам на крупчиња, ти им направиш горе со Овцата со кекас. Супер. Почнуваме? Ајде. Чеканат на некој ако му треба тука. Ама не плюс, тој не може. Работната атмосфера е стварно прекрасна. Учиме секој снимање нови работи, исто така сите се многу позитивни и се е одлично. Па искрено да ти кажам, на почетокот кога почнавме ми беше страшно кога ќе додам тука, мислев дека луѓето ќе ме оценуваат многу пострашен начин, а како поминува времето, многу повеќе се учи и јас сум се повеќе срекна што доаѓам и што секој ден учам некои нови работи тука. Па има некоја хармонија добра. Жица на хумор има, секако. Добри сме, сложни, тимски. Атмосферата во училиштето има комбинација од многу работи.
Како најверојатно сме сите во една шерпа и има црнбибер, има шекер, има и се оди таму, па ќе видиме што ќе излезе од сето тоа. И дечки, кој ви е планот? Кој го прави мајонезот? Јас веќе го направив. Супер изгледа. Повели, сакате да пробате? Да донесам лажица? Јас ќе пробам на крај. Во ред. Али вие не е лошо да пробате и сега, Да, јас би да сакала. знаете до каде сте. Браво, одлично. Да стај кисел, не ставај лимон ако планираш после. Да додавам лимон? Не додавај. Не, нека стоат кај вас, на крај ќе ги соединиме. Дечки, на пола и на пола вакви да го направам промидот? Да. Добро, окей. Виде некаде. Не заборавајте дека шницлите треба да бидат околу Не знам, шеф. 4 мм. Професоре, така беше или 4 до 6? Уште не имам. Како? Буковец, да. Малце, шмек. Мислам дека е доволно готово. Супер. Екстра. Го ставам такова. Имам готово јајце и брашно, но некој да не му треба за панирање. Деке? Па, еве, скршив, требаше може порано. Ако да, да. Еве, добре. Мене може, мене ќе ми треба. Јајца? Пора. Јајце презла некој сака? Презла е, може. Па и премногу тенко може брзо да се исуши. Да, ќе вртиш почесто за да не дојде до загорување. И го мешаш маслото за да... Како ви се допаѓа бојата? Добре, не треба, одлично. Да не дојде до изгорување, да нема црна боја. Сега е добро. Со 99% би продолжила. Ја сите никого не гледам како конкуренција, сите ги гледам како пријатели од кои може да научам нешто. Мислам дека ми оди солидно, не знам, некако стално се погодувам исти луѓе во група, така што со еден сличен круг на луѓе комуницирам постално, за разлика со некои од луѓето со кои што се неам сретнато. Се неам сретнато до сега, но сите се супер и сите одлично комуницираат и има тимска игра. Па не сме имале прилика да се дружиме, не знам, освен на работните станици, вака, што ќе споделиме нешто, сол, шекер. А вака приватно не сме имале. Може би било добро која идеја нешто да се здружиме. Ги сакам луѓето, сум people person и би се дружела со сите. Со дел од екипата се надевам што поголем дел се гледаме и после снимањето. Така да барем од овој тим, Сарче и ми, Деки, идеме во Маракана сигурно.
вајте ви загори много. Добре, готово. Дури може и да повторите, зашто да не се елиминира. Многу е загорено. Премногу е висока температура. Нож. Не. Друга смисла, друга. Побарајте друга да ви даде. Нешто сериозно е загорено. Нешто сериозно загорено. Овој Не, не, малечко ќе биде да не добро. И ќе го намалам оризот, ја поризот. Компlet, мислам дека е напреток. Избориш кога да го смени маслото. Колку е кило телешко, Ана? Не, колку е кило? Не знаеш? Кило телешко? Кило телешко? 650 денари. Округло. 750 мускул и тоа да речеме на 650 до 700 е мускул. Ова е бут и тоа од тој дел просторе ружа. Ружа, да. Под 900 имате бут во ваши раце, телешки, свеж, најквалитетен. Ве молам, овакви катастрофи веќе помалку се гледам. Добро, ова е нешто што не може да се спаси. Ова не коди во канта веднаш. Молам. Не, добро. Ова оди во канта веднаш. Секој пат почнувам хаотично јас, ама завршувам среда на чисто и секогаш доставувам храна. Сега, дали е вкусна, дали е, меѓутоа, I deliver. Уште 9 минути имате, дечки. Тоа е доволно време за без паника. 9 минути е доволно време да завршите све. Билето и ставljeno коckam se. Ајде. Ставите ли си го? Ова за мене си го прежам да го пробам на зачин. Молим? А вака да си го ставиш? Шо викаш, вака го? После? Не знам како сакаш да ставам го. Јас ти давам делот што ти следи. Така. Сакаш ставам го, сакаш не го ставам. Сакаш гледај. Еј, браво, тимски. Пардон, моце. Фала. Ао, јако. А не ти компир имаш? Сарас? Не сум Компир? ставила. Повели? Еве ја. Еве го. Чиниш за мене? Фала ти. Молим. Стопче. Брусница земаш ли сите? Ја не. Дај 3-4. Добре. Брусница, како ќе ја ставаме? Како топче? Еме ти брусница имаш? Немам. Се. Сара брусница? Не. Шо ми нудиш? А, ваква. Еве, унтање ќе го Немаш стави. ти? Немам. Сама некако се наметнав како тим лидер, затоа што погледнав во очите на сите, некако сите избегаваат таа улога. Им ги поделив задачите на време, сите знаеја што треба да работат, ги контролирав цело време, ги прашував дали им треба помош, заради тоа што работата на лидерот не е секогаш да ги делегира само задачите, туку да помага секаде кај што треба. Тоа го исклучува лидерот од шефот. Шефот само делегира, а лидерот вика ајде луѓе напред, ајде да сработиме.
некој ни искоментира дека не изгледавме како да работиме тимски, ама мене ми беше баш топ. Сакам јас тимска работа. Конкретно за Вакуина, ако сум дома затоа што е помал просторот, преферирам да работам сама, но обично ако се готви за повеќе луѓе или ако е поголем просторот во кој што се прави, секогаш ми е позабавно кога работам со луѓе. Тимски покриваш дел што не го покриваш ти, ќе го покрие другиот, искрено. А индивидуално мораш сам да се избориш. Така да тимскиот е по-убав вака, по-практичен и по-сигурен вајде. Сигурен се осеќаш дека нема да сгрешиш. Ако сгрешиш, некој ќе покрие, па ти ќе се понудиш да покриеш, така да тимски. Професоре, како оди Сега е доста подобро. Кујнава? Отколку првиот пат. Како ти се гледаат креациите? Опа, Сега се прилично Опа. уедначени, како тим подобро работат. од Опа. претходните. Тимски подобро. опа, браво. Видиш? Посинхронизирани се односно Браво, првата. браво. До сега браво. Аха. Тим лидерот? Лидерот одличен. Што зборувавме? Кажи ми како би го конзумирала тоа? Ева е да размислиме, ти стига ова, ти си во ресторан, конзумент ова и некако така не е баш, Ќе го земам. нели? Некако превише се случува на тањерот, превише случувања имаме, дали се слагаш? Превише се случува, чисто само прашувам. Дали малку можеш да ја растретиш композицијата, така? Малку само да ја растретиш. Дали со поширок тањер, дали некако премногу се повторува обликот на лажичкава. Ајде да дадеме на гледачите идеи, да дадеме на гледачите мотивација да во своите домови си подготват Ај вака, некоја репродукција. Марија, ништо бараш поголем тањер? Сигурно? Мајонезот. Добре. 2 минути, 2 минути. Ја како добар лидер мислам дека успеав да ги раководам сите, да ги склопам да бидеме една целина, да работиме сите заедно, да постигнеме еден успех. Па да, мислам во Кујна обично е единствен тим со кој што може да работаме татко ми. Со секој друг дома може да се убиеме Кујна затоа што едноставно не си одговараме. Ама тука стварно целиот тим работеше супер заедно и убаво што на почетокот убаво си ги поделивме задачите кои што ќе прави и затоа мислам дека доведе до добар резултат. Мислам дека многу успеавме како тим. Кога би имала јас мој ресторан, би ги вработила сите и сите на сите би им дала еднаква шанса да се покажат што знаат и што умеат. Ќе ги ставам тука за на крај да ги може да ги спржиме дури да не ги фртаме. Најдова Машко. Добро ми годи. Слушај, не менјам ништо. Како не? Тоа е. Да, просто така, тоа. Чекај. Не фаќа. Добро, малку. Остави го, ќе си го злапаме тоа. Да не го фрламе криот.
5, 4, ајде сите заедно. 3, 2, 1, 0. Браво, Ескриш. Честитки. Честитки, шефе. Тимото, Честитки, шефе. Честитки, браво. Честитки на сите. Браво, женска. Треба да најдеме квалитетна екипа за дегустација. Зашто све изгледа вкусно. Се надевам дека си дојден гладен, професоре. И беше задоволен. Се надевам дека и Кастриот не е веќе на диета. Зашто идеите ја скрши денеска, ќе направи остапка. Продолжуваме со дегустација и оценки. Дојдовме до омилениот дел за судиската тројка, а тоа е дегустацијата. Епа, доживаме во креацииве, све изгледа фино. Пред се, оставиме да ни презентира лидерот на тимот или шефот за денеска, тоа е Марија. Ајде, Марија. Дали си задоволна прво од твојот тим? Јас сум презадоволна од мојот тим и кога би имала ја ресторан, сите би ги вработила да работат заедно со мене. Добро. Значи, Дали би ја вработила Ема? Да, би ја вработила Ема. На која позиција? Сладкото да го прави. Она го правеше денеска, јас пубаво сладко не сум пробала. Она го правеше мармаладот. Мармаладот, да. Мармаладот од брусница. Добро. Добро. На почетокот си ги поделивме. Ајде да ги искоментираме од ред. Ана, што мислење имаш за Ана од 1 до 5? Малце неблагодарно од моја страна сега јас како Извини, натпреварувач. мора да имаш критериум. Нема благодарно, неблагодарно. Мора да имаш критериум, да видиме каде оди вашиот критериум и после ќе се консултираме дали сме на добар пат. Па со оглед на тоа дека кажувавме на почетокот дека во чинијата не би одела чинија врз чинија или повеќе садови во една чинија. Јас би рекла дека можела малце повеќе да се потруди со декорацијата и плейтингот, како би се Видете, сите овие зборуваме сега. Вака. Гледате, доека стигнат до маса. Шетаат. Ова може да оди на страна, да ни се послужи. Страна, така и што добиваме од тањерот? Добиваме количина на компир салата и месо. Ја би стал на вага, мислам дека исто. Да. Исто, може би малци има и компир повеќе. Така, овие може да се послужат на страна, нема никаков проблем и вака да се стојат како дополнителни. Добро. Океј, Сара, како би скоментирала? Чинијава на Сара би искоментирала можела да се потруди малце повеќе со композицијата на ставањето на другите елементи освен штницлата, да не бидат како истурени, да имаат некоја по форма, некоја поатрактивно да изгледа. А мислам дека количината е соодветна со тоа што би требало. Од 1 до 5? Добра четврка. 4 плюс. За себе? За себе би кажала секогаш најдобро. Добро. Дејан? Ми се свиѓа на Дејан чинијата, мислам дека добра композиција, до сега најдобра од сите. Добро. Емилија? Големината на стекот некако ми оди во очи, ама мислам дека ќе бидете задоволни. Два пати панирана? Не. Едноставно Превише презле, превише јајца, помалце месо. Губи сочноста на штислата. Да, сочноста на месото. Добро. Нејзина одлука ќе пробаме, може и да не сме управо. Може би ќе бидеме изненадани. Се слагаш, професоре, нешто да додадете, Кастрио? Све изгледа убаво. Се слагам. Ема може би
Јас сум крив малце бидејќи бев до ема скоро неколку минути, па одлучила за поголемо парче. Добро. Добро. Океј, ти благодарам, шефе. За неколку минути ќе повикаме да пробаме, да видиме. Битно, мило ми е што завршивте на време. Јас сум презадоволна од организацијата, како Да. сите си ја знаеја својата работа, како сите си помагавме, колку тимски, иако никогаш тимски не сме работеле, колку тимски изгледавме. И сето тоа, задачите што си ги поделивме на почетокот, си ги исполнивме сите во даден рок. На крај успеавме и салатата од компир да направиме заедно сите. Сите одлучувавме за вкусот, сите пробувавме. Мислам дека ќе бидете задоволни. Јас почувствував тага во мене, заради тоа што сепак јас сум дел од нив. Јас бев дел од тој тим, иако го водев тој тим. И многу мене ми дојде нереално да треба јас да кажам за некого, затоа што ја не сум над нив, туку сум ја дел од нив. И не сакам никој нити да се почувствува дека сум го издвоила на некој начин. Сите се тие еднакви за мене, како што сум и ја еднаква спрема нив. Но не да бидам јас во ситуација да ги оценувам. Сепак, моето мислење не би требало да значи многу кога се работи за луѓето што истовремено со мене снимаат. Знаењето и начинот на оценување на судиите би требало да биде клучен, а не мојот. Мислам, јас како единка која се надпреварува заедно со нив, не сакам никој да се почувствува помалце од мене у моментот кога јас кажувам за неговата чинија. Ова е чиста презла или имате ставено некоја палента или нешто? Чиста презла, добро. Да, некој додаде буковец. Буковец? Така, гледам нешто дека не е баш чиста презла, ама не бев сигурен што е. Оставив малце гостите да патролираат. Вкуси текстура добро. Ова е Ана. Чувам само како ми запишавте. Добар визенплас има, ја би им дал седмици на сите. А сега техничка подготовка на еве вака ќе сечеме сега од оваја. Малку помрсна, би рекол, овде дали сме се бореле со температура или можда со влага. Нешто задржало повеќе маснотија. Можам да видам уште кога сечам. Фала ти, Марија, многу. Ајде да видиме. Ова е, значи, Сара. Мармаладот го пробавме, кастриот ти го проба. Слободно послужи се од кај Сара. Може и од таму, да. Истиот е сегде. Тартар сос од него пробавме. Како го направивте тартар сосот, шефе? Дали може малце инструкции? Тартар сосот го правев јас. Тоа беше направено од мајонез, го направив рачно мајонезот јас со краставички и копар. Интересно беше, предизвикувачко беше. Добро се покажавме како тим, меѓутоа мислам дека може и подобро. Јас сум имала искуства да работам со менаџери, со тим лидери,
што ми дале да знаење дека секој што става себе си пред тимот. Значи, јас таква нешто ја очекував и се надам дека ќе го видам во следните предизвици. Тим лидер за мене не може да кажа дека е најдобар. Тим лидер за мене треба да се постави пред, мислам, зад својот тим. Секогаш да биде поддршка. Ако види дека некој нешто се случува гори, се прави хаос, да се паузира со своите обврски, да се помогне, па да се врати, затоа што кога си тим лидер, тоа значи дека полесно би си се вратил ти, ама затоа си тим лидер да им помогнеш на другите што не може да се снајдат. Ова како истата крем салата да имате поделена. Сите. Да. Мислам, компир салата си извинам, не крем салата. Сите имате истата? Да. Добро. И добра е. И сите заедно ја правевме. На здравје. Профа, на здравје. Добра крем салата. На здравје. На здравје. Добра крем салата. Мислам, компир салата, повторно грешам, се извинувам. Лапсус. Ајде одиме со Марија. Марија веќе ја завршила половина работата за дегустација, не ги исекла парчината, што може лесно да доведе до сушење на месото. Сигурно ќе биде помалку сочно од досегашните. Еве ќе пробам, ама више на сечење осеќам. Нијанса посуво. Дојдете комплимент за мармеладот. Ако не слушнавте, се слагам доста подобар од претходната епизода. Најдобра душа. За мене. Се слагате? Или може да ја добив најдобро парче. Ма некако и најтенка, мислам, не најтенка, но идеална дебелина изначна, да. Степнам и ме дрифнеш. Ой се најада. Нема ништо да пробам. Пржено лепче. Не пробувам волку порано. Помалку мицка. Да. И се останеш ми да јадеш. Не може да кажа дека е лоша. Меѓутоа, технички, изведбата е погрешна. Не е... На крај, останува вкусот на презла, на јајце. И тој доминира, и тој завршува. За разлика од сите останати кај што... Знаев дека ќе треба да кажам за секоја чинија посебно, што мислам немаше шанси да се нафатам никако. И покриваш све. Се слагам. Немаше шанси да се нафанам, да бидам тим лидер. Знаев дека треба да кажам за секој посебно. Ќе биде тешка борба. Многу глупо. Ќе биде тешка борба, да. Ама еве кога видиш ти веќе ја тргна презлата. Ако ја изведеш цела оваа презла, види ова, има и тежина. Има и тежина ова, види колка парче, 2 мм. Да.
се враќаме за 2-3 минути. Судискиот тим мора да донесе тешка одлука. Како лидер ќе ја издвојам Марија, стварно што е девојката за пофалба. Ако не беше она, не знаев, не можевме како еден човек да функционираме така во станица и во кујна сигурно. Така да позитивно многу. Од моја гледна точка вака. Шефе, повели? Како си? Добре. Бараме од тебе искрен одговор. Кого би прогласила прво за најдобар од овој предизвик? Вака, твое критичко, искрено мислење. Ако не можам да се одберам себе, Не, ти веќе себе се забораваш во лидерството. Ти само си пример за тимот. тогаш за најдобро би го кажала Дејан. Ајде, аплауз. Ајде, Дејан, излези. Ајде, Дејан, излези. Ајде, аплауз за Дејан, вака на голема сцена. Ајде, Дејан. Целиот стручен тим се сложува. Дејан е прв испоред нашите оценки. Точна на текстура, на загриз, на панирање, коректна салатите и тие додатоци не ги коментираме, бидејќи сите ги мафтистите. Шницлата беше близу до уште неколку шницли што сега ќе ги коментираме. Меѓутоа, ете, некако ни ости највеќе впечаток и на зачинетост и на така. Генерално, добро завршена работа. Рамномерно беше. Рамномерна, секаде. така е. Дебелина на шницла, друго нешто вака, да не заборавам. Тоа би било тоа. Покрај вакви дами, убаво се осеќам. Капата доле за сите што се најдовме тимски, а јас, па вајля ништо ме погоди рецептот ли, не знам, енергија некоја убава. Тимски, прв пут, нафрлено, као и са бајле во што имавме, утро во што имавме, ништо. Као ке имате намирница, одеднаш, па ке имате тимско надавање, одеднаш, така да и ова воопшто не беше лошо. Поклопија куцките во смисол требаше индивидуално да се покажем, а вака воопшто не е наивно и позитивно изненаден. Второ прашање би те прашал Кастриот. Што мислиш за Емилија и Ана? За Емилија мислам дека сгреши што двојно ја панираше, дека многу презла, многу јајца, многу... И се изгуби месото. А за Ана, сгреши со првата шлинсла, втората некако во брзање. Мислам дека паниката преовладуваше и... Да. Вие бевте многу организирани денеска, само што не знаевте кај ви е термометарот. Да. Скоро сите бевте многу смирени и не знаев дека работите заедно, не изгледаше дека, али бевте заедно, иако не зборевте никој ништо. Ана направи грешка со температурата на маслото и за жал изгуби големо парче. Во втората таа веќе не беше концентрирана. Емилија цело време оставаше впечаток дека е многу смирена и све си имаше некој ред како готвеше. Исто така од декорација и да кажеме архитектонски аспекти најубаво изгледаше од сите. Но за жал моментот на дупло панирање тоа не беше повеќе телешко месо со презла, него беше презла јајца со малце телешко месо. И дебелината и наштети. А од други аспекти, во текот на готвење, Емилија ми беше фаворит, но се надевам нареден пат ќе пазите на дупло панирање. И за жал, одлучивме дека Емилија и Ана ќе бидат елиминирани. Се уште не, ќе одат во елиминација. Ќе одат во елиминација. Така, мала корекција, само иначе пораката е таја.
Дали ти би се сложила? Да. Дали би ги Искрено. испратила? Искрено. И дали веруваш дека добро ќе се снајдат во елиминацијската епизода? Мислам дека ќе се снајдат многу добро. Заради тоа Те што држиме за збор. верувам во нив, видов како работат. Јас Те држиме за уште збор. стојам на тоа дека доколку би имала јас свој ресторан и своја кујна, јас би ги поканила сите да работат заедно со мене. Се помислив дали да ја панирам 2 пати и си помислив ако ставам 2 пати презла ќе доминира вкусот на презлата, инаку јас не сум лик што сака, не јадам јас панирано, не јадам поховано презли, тоа ми е не. И помислив да прашам, не прашав, моја грешка. Тоа е тоа. Елиминациите, за жал, секогаш се стресни, меѓутоа нема да дозволам тоа да ми го наруши расположението. И од искрено да ви кажам, јас можеби од оваа епизода до бој предизвик сум и најзадоволна од себе си, затоа што претходно се случувало да утнам некаде, меѓутоа да не успеам да се спасам. А тука успеав од целосно изгорена шлица да направам нова, но од почеток да ја испанирам, повторно да ги направам состојките, да внимавам на маслото и да имам се уште време да помогнам во салатата, да расчистам кај себе на својата маса и по другите маси, така да јас од мене сум се многу задоволна. Јас би рекол, Мари, уште за тебе, само момент, да не забравиме. Тоа што одлучи да исече шницлата, ќе ме потврди и професорот, е техничка грешка од повеќе аспекти. Прво, шницлата се готви долго време откако ќе извадиш од маслото. Ти кога служиш пред гостинот, таа е веќе во маслото е на 180, таа е негде на 90. Папаја, каква е терасата, може нека ладна тераса веднаш, да, али да речеме пред гостинот би требало да стигне по топла храна, се подразбира нешто што е над 55 степени веќе топла храна. Во некои од средните епизоди, па и во полуфиналето и финалето, ќе бараме топлата храна да биде послужена во топол тањер. Сега за сега уште не сме дојдени у таа фаза, меѓутоа ете, само да ви кажам, шницлата и на 60 се уште се готви. Што ми ја пресечеш, таа обвивка, да речеме од презла, која што служи за задржување на влагата, се уште влагата значи сочност, ти веќе почнуваш да го сушиш производот. И ако еве јас и Кастриот имаме некој разговор, па почекаме, таа шницла секое парче ќе биде веќе суво, ќе биде ладно, така да размислувате малку и на тие финеси. Тоа за мене беше погрешно. Значи не беше предизвикот воопшто да направиме сонце или некој облик од шницла или било какви некои детали, беше да ни послужите најквалитетна, најсочна, возможно во 45 минути шницла со гарнири. Ете, тоа се некои совети, имавме супер епизода, имаш супер тим позади тебе, грижи се за тимот и понатаму, како и до сега, и нови епизоди, нови предизвици. Очекувајте повторно тимски вака предизвици. Бидете спремни и кога доаѓате во секоја епизода, бидете спремни за се што следи. Ви благодарам за советите. Моето искрено и коментарот на судиите беше заради тоа што го исеков, дека ќе се исуши, додека почне да се конзумира. Не помислив на тоа у тој момент. Само сакав да биде поразлично од сите други, затоа што сите ги оставија цели, сакав моето да биде нешто поразлично. Заради тоа што сите имавме иста салата, ист тартар сос, истиот го користевме джем и мислев дека нешто поразлично да биде мојата чинија барем од нешто друго. Размислував на тој начин, ама критиките што ги добив во иднина ќе ми значат многу повеќе во начинот на сервирање и во начинот на размислување како треба да се принесе храната према конзументот. Сара, твоето јадење беше речиси во исти ранг со Дејан. Малку текстурата на шницлата на Дејан одлучивме сите тројца дека беше супериорна во однос на твојата. Мала нијанса, така да голема плюсени за тебе. Мислам дека сум супер задоволна во однос на тоа што конкретно ваква вијанска шницла немав подготвувана претходно многу пати, можеби еднаш вкупно. Ама општо сум задоволна, супер беше целото менторство за да стигнеме до крајниот продукт.
Супер беше тимската игра, баш ми се допадна. По природа сакам да работам во тим, така што супер ми одговараше атмосферата и стварно сите се потрудија да го дадат својот максимум за крајниот продукт. И се на се сум задоволна од оваа епизода, иако можам да признам дека стварно секоја епизода станува се потешко за да се продолжи нареден круг. Сакам да ве видам насмеани, мотивирани. Сакам да и кажам на Марија се грижа својот тим, како и до сега, да очекувате вакви промени на планот, промени во самата концепција и конструкција на емисијата. Продолжуваме се посериозно. За гледачите сакам само да кажам дека ова беше тежок предизвик. Ова беше навистина за нас едно уживање да дегустираме вакви креации на темата виенска шницла или бечка шницла. Продолжуваме со нови епизоди, со нови вкусни јадења. Поздрав од нас и до гледање.